Здраво и добро уште на видео, каде што ова видео ќе видиме како всушност се одвива антигенското процесирање и прикачување на класа 2 МХЦ молекули. Значи тука имаме една клетка каде што имаме ендоплазматичен ретикулум, имаме јадро и Голџиев апарат. И сега видовме во претходното видео како всушност иде патот на синтеза на протеини, така што во ова видео тоа ќе скокнеме. Едноставно ќе преминеме на мембраната на ендоплазматичниот ретикулум, каде што всушност се синтетизираат класа 2 МХЦ молекулите. Така, значи овдека некаде речеме се дека се прикачиле рибозоми, така и на нив се прикачила месенџер РНА. И оваа месенџер РНА сега синтетизира протеини, така, реди аминокиселини. И овие аминокиселини всушност некои ќе изградат алфа синџир, некои ќе изградат бета синџир. Бета ќе обрежава како со црвени точки. Така, и тоа што ќе се добие од овој процес, всушност е една алфа верига и една бета верига. Океј? Значи една бета верига и една алфа верига. Сега, овие треба да се впостават во правилна конформација и затоа имаме одредени шаперони кои овдека се во околната средина на ендоплазматичниот ретикулум. Тоа всушност се протеини кои овозможуваат на други протеини да влезат во својата правилна конформација. И ваков шаперон всушност е калнексинот. Овој го имавме и во претходното видео, нели, кај ендогената патека. Каде што, после прикачување со калнексин, тој всушност ќе ги натера да влезат во својата тридимензионална правилна структура, односно ќе изгледаат нешто вака. Така сега нормално нема да цртам структурата баш точно, но и сега добиваме некој си вид на класа 2 МХЦ молекула. Но во овој случај, односно во оваа фаза, ова не е крајот. Бидејќи на оваа структура моментално треба да се прикачи уште еден протеин, кој ќе обележиме со некоја си ваква боја, каде што тој е всушност протеин кој што се нарекува инваријантен ланец. Така. Значи вака, ќе земам всушност под дебела, не може така. Значи инваријантен ланец. Сега, овој ланец, кој исто така протеин по структура, е тука за да ја стабилизира структурата на класа 2 МХЦ молекулите, но другата побитна улога му е да го затвори клефтот, така, регионот на МХЦ во кој може да влезат пептиди. Зошто? Запомнете од минатото видео дека овдека на ендоплазматичниот ретикулум се случуваат и многу други работи. Така овдека вака ги имавме ТАП протеините кои пропуштаа пептиди. Така, и овдека имавме пептиди кои беа нели од претходното видео, нели се наоѓаат овдека во околната средина. Сега, тие пептиди беа наменети за МХЦ класа 1, така која беше овдека нели залепена. Значи МХЦ класа 1, тие беа наменети за незе. Но ако овој клефт регион овдека е слободен, некој од тие пептиди би можел да се прикачи. Така. Но тоа не сакаме, бидејќи МХЦ класа 2 користат екзогени пептиди. И затоа овој инваријантен ланец го блокира клефт регионот, така што овие пептиди не може да влезат во МХЦ класа 2. Него ќе можат да влезат само во МХЦ класа 1. Така кој изгледаше некоја структура вака. Така и овдека имаше бета синџир. Значи само во МХЦ класа 1. Сега, овој, како ваков молекул на МХЦ класа 2, ќе се транспортира, всушност, ќе се затвори во везикула, нормално, и сега, таа везикула, всушност, ќе биде препратена, значи само ќе обрежам како со црвена и зелена линија, да не ја цртам целата структура, и дека нормално го имаме тој инваријантниот ланец, кој го затвара клефт регионот, и сега тој ќе се препрати до Голџиевиот апарат, каде што ќе се извршат некои други посттранслациони, некои модификации на протеинот, не е сега тоа толку битно. Ајде малце да одзумираме. И од која ќе биде преработен во Голџиевиот апарат, едноставно тој ќе биде препратен. Така, и сега ќе видиме кај ќе биде препратен. Да го бележам повторно, само го нацртам. Зелено, црвено и инваријантен ланец. Сега да видиме на каде всушност е тргната оваа МХЦ класа 2 молекула. Значи она е на пат да се сретне со антигени кои се внесени од надвор. Сега, внесувањето на антигени од надвор може да се одвива на неколку начини. Значи, можеме да имаме фагоцитирање некаква си бактерија, например од страна макрофаги. Така зашто макрофагите се антиген президирачки клетки, а преров дека имаме антиген. И да речеме дека оваа бактерија е бележана со C3b, така значи со C3b,
И овдека дека имаме рецептор за C3B. И сега таа бактерија, едноставно која ќе се врзе, ќе биде фагоцитирана. И ќе се добие, значи овдека, овако ќе се внесе внатре, ќе има една визикула, каде што ќе имаме бактерија, ќе имаме антигенски протеин, ќе имаме C3B како протеин, така, и плюс ќе го имаме рецепторот кој исто така е протеин. Значи тоа е преку фагоцитоза, ќе кажеме фагоцитоза. Можеме да внесеме антигени преку ендоцитоза, која може или али не мора да биде посредувана од некакви си рецептори. Така, на пример, Б клетките, ова иначе беше фагоцитоза за макрофаги најчесто, Б клетките најчесто се внесуваат преку ендоцитоза, но рецептор посредува на ендоцитоза. Така имаме рецептор каде што рецепторот е всушност антитело. Така, и антителото кога ќе детектира некоја молекула, така, некој си антиген, едноставно ќе започне процес на ендоцитоза, каде што тоа ќе се внесе, така, значи ова целото вака ќе се вдламне, така, антителото ќе си остане врзано, тука со антигенот, или овие два краја ќе се затворат и тоа што ќе се добие ќе биде као меурче, кај што ќе имаме антитело, но сега антигенот ќе се откачи од него и понатаму ќе се одвои. Така, значи антигенот ќе си биде во посебно меурче, посебна везикула, не се тие меури, и антителото ќе си биде исто во посебно, бидејќи мораме да рециклираме. Така не можеме да ги фрламе антителата за џабе и тоа ќе се врати назад на површина. Значи вака прават обично Б клетките. Иако и Б клетките имаат некоја си способност за фагоцитоза, значи ја имам спомнато порано дека фагоцитираат, тие најчесто не фагоцитираат, најчесто значи внесуваат вака антигени преку ендоцитоза, но во некои ретки случаи се забележани дека можат и они со фагоцитоза внесуваат. Но добро, тоа сега не е толку битно. Значи постои ендоцитоза која Б клетки или пак може и дендритични клетки. Исто така постои пиноцитоза, значи нема да објаснувам, тоа е исто како ендоцитоза, само што значи пиноцитоза, каде што исто како ендоцитоза, само што се внесуваат течности. Така значи ќе се направи вдлабнување и овдека всушност ќе имаме некоја си течност од надвор, така која ќе биде внесена внатре во клетката и во таа течност можеби има и антиген. Така значи имаме течноста и внатре во течноста може да има некој си антиген. Значи можеме да имаме и клатринска ендоцитоза, односно клатрин посредувана, каде што имаме молекули клатрин кои всушност ќе бележат каде да се случува ендоцитоза. Значи не е сега толку битно, нема сега да го објаснуваме, тоа е повеќе за клеточна биологија, но само вака да спомнеме дека постоја. Така, значи може да биде ваква ендоцитоза посредувана преку ФЦ рецептори. Така, значи имаме ФЦ рецептор кој ќе се врзе со антитело, така, каде што тоа антитело во некоја си клеточна, мислам во некоја си околна течност врзало антиген. Така, и може да имаме и ендоцитоза посредувана преку ФЦ рецептори. Поентата е, во сите овие случаи добиваме везикули каде што добиваме антигени и некои други протеини во смесат. Така, значи антителата колку толку пробуваат да се рециклираат, но сепак некогаш остануваат и тие внатре во овие везикули. И нормално, освен антигени, овдека на мембраната ние имаме и многу други протеини. Така, овдека кога се интернализирало овој дел мембраната, овдека, што бележам со жолто, си има сигурно милијадници други протеини кои се за некакви си други функции, кои не се поврзани со имуниот систем. Но поентата е, мембраната е полна со протеини насекаде. Така, значи различни протеини има низ целата мембрана. Така што со секое внесување, праќање на вакви везикули, овдека ние внесуваме протеини кои што не се поврзани со имуниот систем, ама биле залепени на нашата мембрана. Така, а не се антигени. Односно, овие ендозоми што ги добиваме, или фагозоми, овдека кај фагоцитоза, значи фагозом, или ендозом, не се само со антигенот кој ни е од интерес. Значи, протеините кои се внатре во фагозомот или ендозомот, не се само тие од антигенот. Така, него имаме многу голема смеса на протеини. Дел од нив се наши, дел се од некаква си бактерија или некој си друг патоген организм. Но, како и да е, овие ендозоми, односно фагозоми, ќе се фузираат со лизозоми. Така, значи, други везикули кои се наоѓаат во околниот цитосол, кои што носат ензими, протеолитички ензими. Така, кои ќе ги разградат сите протеини на фрагменти. Така, значи, ќе имаме спојување на овие лизозоми
и тоа што ќе се образува фаголизозоми или на крај некој се нарекуваат доцни ендозоми. Поентата е ќе имаме везикула која што ќе има сега пептидни фрагменти. Така, дел од овие пептидни фрагменти ќе бидат од наши протеини, дел ќе бидат протеини од некаков си антиген. Така, значи ќе имаме цела смеса на различни пептидни фрагменти. Сега, во околната средина ги немаме само овие везикули, така, значи ова е везикула со екзогени протеини. Така, протеини кои ги донесовме надвор, дали тоа беа страни протеини или некои наши протеини, не е битно, битно беа дека екзогени. Но, во околната средина, тука имаме и некои везикули кои што се од ендоплазматичниот ретикулум, така кои што се полни со протеини, кои тие протеини треба да бидат секретирани надвор. Пред клетките што прават хормони, нормално прават протеински хормони, добро, не дека сите хормони се протеински, но има протеински хормони кои ќе се препратат до Голджи и после од Голджи треба да бидат препратени надвор. Ама поентата е, они при тоа патување нормално ќе се сретнат тука некаде. Така, односно се наоѓаат некаде во цитоплазмата, иако се ендогени. Така, со ова сакам само да посочам дека имаме везикули во цитоплазмата кои што не мора да се со екзогени протеини. Значи имаме везикули со ендогени протеини. И тоа го спомнувам, бидејќи сега ќе имаме спојување на овие МХЦ класа 2 протеини со овие везикули кои што имаат деградирани протеински фрагменти. Мислам, нормално овие везикули кај што се класа 2 не знаат дека се случува деградација, она се фузира на релативно рандом начин, иако има овдека некои шекерни секвенции кои бележат што со што треба да се врзе, како сигнални секвенции се добиваат како поштенски марки се стават, но тоа не е сепак совршен систем, така што може да се случи и некој си погрешно поврзување. Но, откога ќе имаме поврзување на овие везикули кои носат МХЦ класа 2 со овие везикули кои имаат пептидни фрагменти, сега ќе идеме вака на страна да видиме што се случува. Значи ќе добиеме една структура која ќе нацртам вака малку поголема, каде што на мембраната сега ќе ги имаме класа 2 МХЦ, кој ќе обележам вака, така да не го цртам убаво целото, кое го има во инваријантен ланец, уште на него. Така, и ги имаме овие пептиди. Имаме пептиди, некои се антигени, некои се наши, така, значи различни пептиди. Сега, интересно е дека овдека ензимите кои беа користени од страна на лизозомите, поточно катепсин, нели кои беа користени со цел да се деградираат протеините, уште се наоѓа овдека катепсинот. Така, овие молекули на ензимот. И овие сега молекули на катепсин, кои уште се наоѓаат овдека внатре, ќе го деградираат дел од инваријантниот ланец. Така, значи ќе деградираат дел од инваријантниот ланец и тоа што ќе се добие е всушност, ќе проширам ова. Тоа што ќе се добие е да вака зелена црвена боја, да голем дел од инваријантниот ланец се деградира и само достане едно малечко фрагментче, кој го бележам вака горе, кој се нарекува клип, CLIP, што стои за клас 2 Associated Invariable Peptide. Значи класа 2 асоциран инваријабилен пептид. Бејќи веќе не е протеин, него сега некако пептидче, малечко, кое го затвара клефт регионот. Сега, овдека до овие МХЦ класа 2 молекули имаме сушност едни молекули кои ќе ги бележам, не знам, со некоја си ваква боја. Значи една првен ќе направам, која се нарекува HLA-DM. Значи тоа е всушност МХЦ-DM молекула, која е кодирана од DM алфа и DM бета гени. Така, значи кодирана е од DM алфа и DM бета гени, кои исто така се наоѓаат во МХЦ локусите. Значи тие ни даваат оваа HLA-DM молекула, која исто така е интегрирана во оваа везикула. Сега, зошто е битна оваа? Оваа самата по себе не експресира антигени, но има висок афинитет за клипов. Така, и овој клип сега ќе се прикачи на незе. Така, значи клип сега ќе се прикачи на незе, тоа значи овој тука регион сега ќе се ослободи
Сега, кога е така слободен, сега може да се прикачуваат пептидите кои беа овдека у околната средина. Но, исто друга функција на овој HLA-DM, да речеме дека има уште еден од оваа страна. Друга функција на овој HLA-DM, повторно ќе бележам, е да ги задржува пептидите кои имаат низок афинитет за МХЦ класа 2. Така да речеме овој пептид вака си поминува тука и сега стигне до овдека. Сега каде да се врзе? На МХЦ класа 2 или на HLA-DM? Ако има многу висок афинитет за МХЦ класа 2, тоа ќе се врзе со нејзе. Но, ако нема доволно висок афинитет, ќе се врзе со HLA-DM. Едноставно, HLA-DM е близу до МХЦ класа 2 со цел да спречи врзување на пептиди кои имаат низок афинитет. На некој начин како магнет стои до МХЦ класа 2. Као што се поминуваат пептидите. Ако има низок афинитет, наместо да отиде кај МХЦ класа 2, ќе отиде кај HLA-DM. И тоа осигурува да само пептиди кои имаат висок афинитет, ќе пишам со зелена боја, значи само пептиди кои имаат висок афинитет успешно ќе се врзат за МХЦ класа 2. Значи ова има висок афинитет, додека ова белото кое беше неуспешно, односно се врза за HLA-DM, има низок афинитет. Сега нормално морате да имате на памет дека овдека всушност има многу вакви МХЦ класа 2 молекули. Така не е една, така ги има многу. Исто така има и многу HLA-DM. Постојат и други HLA кои вршат негативна контрола, нема се задржуваме нив, само да спомнем дека постојат и се откриени, кои се нарекуваат HLA-DO, кои што имаат исто контрола врз овие процеси. И од кога се ова ќе се заврши, едноставно си продолжува везикулата, каде што на оваа везикула, сега ги имаме класа 2 МХЦ, всушност, ќе нацртам неколку, имаме 3 класа 2 МХЦ, кои што си врзале пептид кој имал висок афинитет за нив, и едноставно ќе бидат експресирани на површината. Сега нормално тие пептиди не мора да бидат од антигенско потекло, може да бидат и наши пептиди. Така, но главно ќе бидат екзогени пептиди, затоа оваа патека се нарекува екзогена патека. Значи овдека сега имам слика на сето што го зборев едноставно представено шематски, така убаво нацртано, каде што имаме, значи, синтеза на МХЦ класа 2, ствари добро додавање на инваријантен, односно на македонски е неменлив синџир, нема така да го инваријантен, мислам дека е подобро. Сега ќе идеме на оваа слика, зашто е истата таа слика, само што е по целосна. Значи имаме ендоцитоза на некој си антиген, така значи може и на други начини да се внесе, значи не е само ендоцитоза, но поентата е ќе се внесе во ендозом, каде што ќе се фузира со лизозом и едноставно ќе се деградираат. Така ќе се добијат само делчиња, од целиот протеин и потоа тие ќе се сретнат со што? Значи ги имаме дека МХЦ класа 2 кои што се спојуваат, посредуваат од страна хаперони, односно шаперони, зависи кај прочитате, како што беше калнексинот, така значи калнексинот и ќе го изградат МХЦ класа 2, врз кој се прикачува во инваријантен, односно неменлив синџир. И сега како такви, добро ќе отидат на Голджи, ќе се извршат некои посттранслациони модификации на нив и ќе отидат во везикула која што ќе се спои со овој ендозом кој ги носи пептидите. Сега, нормално овој клип регион уште ќе биде останат и затоа имаме HLA-DM, каде што клип регионот едноставно ќе се замине и ќе се врзе со нејзе, додека ќе остане МХЦ класа 2 слободна да се врзе со пептидите и понатаму тоа ќе се експресира и ќе се врзе со CD4. Овдека само имаме вакво прикажување на како всушност се деградира ова така. Значи се деградира, останува клип, односно клас 2 асоциран инваријантен пептид, кој што ќе се замине, едноставно ќе се врзе тука и така. И овдека исто така пише текстот овој до протеин кој рековме, кој не е бележано дека сликава, но исто може да има негативна контрола. Значи тоа е главно се што сакав да кажам за ова видео. У наредното видео ќе ги споредиме овие два процеси еден до друг, значи ендоцитниот и екзоцитната патека, каде што ќе видиме некои работи кои може да се случат, кои овдека не ги разгледавме, кои навидно ќе изгледаат и стварно може и тоа да се случи, онака ќе си речете. И некои имуногености ќе збориме.
Добро, довидување.